Почитувани гледачи, добро вечер и добродојдовте во музичката емисија насловена како Вековни ноти. И се разбира музички поздрав за добро расположение. И да го представиме нашиот вечерашен гостин, господинот Кире Костов, магистер професор, дали сум точен во твојата професионалност, да. И по кој повод, Кире, во Штип? Па еве, јас прво сакам да ви поведам вашите гледачи на телевизија Ирис и да ми посакам овие емисии да им правите. Да. Се трудиме. Се трудите. Да. Мојот повод во Штип значи 20 годишно недоаѓање. Да. После 20 години, еве ми тука пак, повторно слушам Зошто таа огромна и Хелена, ќе ја видам сега денеска ќе биде тука. Да. Значи, паузата беше од различни причини. Јас од 97-та година беше мојата последна композиција изведена на Макфест. После тоа се случуваа некои работи вакви, такви, онакви, на кои што не сакам да бидам, не сакав да бидам учесник на таа цела рашомонијада што се дешаваше. И творечка, и авторска, и аранжерска, и не знам, може би и организаторска. Макар да Макфест секојаш бил врно организиран фестивал. Ете, така се случи. Ова година мојот повод беше порачката на уметничкиот директор Лјупчо Мирковски ме замоли заради некое враќање на макфестовскиот звук или макфестовската идеја за правење на композиции. Тоа значи македонска мелоритмика, тоа значи мелодија. Ние сме македонскиот народ познати по нашите мелодии, по песните.
Првенствено беше тоа, јас се трудев ова година да направам две така композиции кои што ќе бидат тотално различни меѓу себе си и ќе носат по една порака. Мислам дека успеа во тоа, ќе бидат и нашите гледачи ќе ги чујат, има време тие композиции и како да ви кажем, на Макфест ми е драго секогаш кога учествувам, бидејќи во Штип имам многу другари и пријатели, меѓу другото и ти, Димитар, те знам од не знам кои времења. Бевме колеги. Да, генерација. Генерации. Така да, и во мојот оркестар, во Биг бендот на Македонска радиотелевизија. Јас имав многу штипјани кои што беа свирачи, кои што свираа во оркестарот. Да. Сум работил со Кирил Рибарски и со многу други музичари за кои што сега не би сакал да зборувам, може би емисијата е во друга конотација. Но секогаш сум доаѓал во овој град со така една позитивна енергија и ја ева како ќе се сретнам со некои пријатели, како пред малку што сретнав мој пријател, Да. Лазо Бикот, морам да го кажам. Значи, ми представува задоволство. Иначе, тоа што го работам во моментот, сум професор на факултетот за музичка уметност во Скопје, предавам два предмети. Да. Едниот предмет е Биг бенд, категорија на изведба во Биг бенд оркестри. Другиот е аранжирање на популарна и джез музика. За прв пат воведено пред 4 сега првата генерација ќе ги дипломира. Интерес владе е голем. Голем интерес владе, баш ќе имаме и од Штип деца, што Да. се кај мене. Така да се надевам дека она неписменост музичка што владе во државата со тие студенти за кои што секој ден ми зборувам за тоа. Да. Кои сите се композитори, се еден не знаат нота да ќе се пише. Таква категорија не може да вирее повеќе во државата. Ние треба да ги победиме со наши аранжери, наши музичари кои што знаат, иначе треба да земе дипломите да ги скиниме ние. Професоре, по вокација си трубач. Да. Па влезе во водите на диригентството, во водите на композиторството си, од Да. кога го знам за тебе. Да. Што те привлекува повише? Па вака сега, јас труба завршив во Белград, пошто во Скопје 68-та година немаше, се отвори факултетот по други предмети, Одсек труба немаш. одсек труба немаше. Да. После 2 години професорот Савев Симеон Штип, со него се отвори првиот одсек за труба и продолжи да ја работи таа работа. Меѓутоа јас учев во Белград, после моето доаѓање во Скопје се запосли во Биг бендот на Македонската радиотелевизија, бидејќи исклучува таа музика ме влечеше, да ми беше најблиска. После тоа свирев таму и прва труба, бев први трубач на Биг бендот и сите солистички делници, како соло во джезот, знаете дека тоа е посебна категорија, Да. се свири на музички хармонски символи. Да. Тоа нема ноти напишани. Треба вие да си ги смислите на тоа. Јас тоа Следува импровизација. Да. После тоа, да. Тоа е импровизација. Тој е тип импровизација во джезот, читање на шифри. Да. Нема ноти. И постулатот формален како треба да биде. 12 такта, 8 ли како. Јас да не навлегам многу стручно, може нема да ги интересира гледачите ова работа. Да, да, да. Значи постојат правила за таа работа, јас тоа го работев до 88-та година, да после тоа бев префрен на друго работно место, диригент на Биг бендот и ревискиот оркестар, со кој што раководев до 2013 година. После овој убав разговор следува една убава песнополина линија со музичката група Штипјани. Duša
Кире, ти имаше долга соработка со нашиот Тоше Проески, веќе не е меѓу нас. Доста композиции тој отпеа од твоето творештво. Беше исклучително добар глас. Соработувавте, како беа вашите контакти со него? Со Тоше Проески, мојата соработка е сосема случајна. Значи, после завршувањето на неговиот прв албум, ме замолија во вториот албум јас да учествувам заедно со Григор Копров на едно заедничко CD и во еден разговор со неговата агенција која што го водеше, Авалон продукција се вика, дојдовме до констатација дека треба нешто да се смени кај него. Дека он треба некоја друга музика да пее. Ја му реков, ја го гледам поинаку, од она досега што сум случил, ќе пробам да направам други композиции кои што воопшто не чуени во државата. Прво беа скептични, што ќе биде тоа, како ќе биде. Викам, добро, првата композиција ќе ја напишам, ќе ја снимиме, па вие видите после, бидејќи сте вие тие што треба да го водите проектот, видите дали е тоа добро или не е добро. Синот Божи се вика првата композиција, после го доби целиот албум насловот на таа композиција. Ние ја снимивме со Тоше со многу малку проби. Он многу брзо учеше. Меѓутоа секогаш прошуваше дали е добро или дали треба нешто да се смени. Он не беше статичен пејач, него импровизатор. Он два пати исто не може да испее песна. Коректен во соработката секогаш. Прекрасно. Секогаш. Значи, превоспитано дете, немам зборови. Значи, работев со него вокална техника 4 месеци. Успеавме од Г да го качиме на ГИС. 4 месеци, пазите. Тоа е половина тонче. Многу напред. Сега во музика да се вика тоа прескочен тон, од него па сега лаке пее. Уште полесно. Значи, тоа е оној тон, се вика, мора да го прескочиш, за да поеш повисоко. После пееш уште повисоко. Но тој му беше тоа што го кочеше да се Тој заврши соло пење, нели? Заврши показа соло пење. Кај професорка Лилјана, ако се не добро се сеќавам. Он учеше соло пење, не знам дали кај Лилјана, не. Се мислам дека беше таа професорка негова и кажуваше исто дека дето приступочно слуша, вежба. Така? Има Не знам, обичај не сум да се информиран обрати. како. Да. Не знам, не сум информиран. Мислам дека кај Билјана заврши. Да. Не сум да не зборувам. И снимањето почна сосема случајно, бидејќи се уште не веруваја што е тоа од музика што треба он да ја пее, и ова песна му беше се уште нешто откритие, не знае. Но, слушајќи ја песната, јас знаете дека специфична музика пишувам ден денес. Не е така прво слушање, добро е. Не е така. Треба да се слушаше еднаш, два пати. Да созре, да легне. Да созре. Народот сега дури се моите песни хитови од 78 година. Да. Например, Лета и Галебе. Да. Од 90-тите години навака почна се врти. Меѓу најнаградуваните композитори си. Да. Витрината дома е полна, со награди и признанија. Ке зборам и за тоа покасно. Да. За тоа ще само да довршам. Да. Значи, правејќи и другите композиции, дојде време за Тајно моја. Тајно моја се викаше Моето куче. Да. Тоа што се договорил Игор Џамбазов го прави текст и тие нешто. Дај музиката што е, викам, еве музиката. Игор ке пишува, викам, немам против јас да пишувам, што ќе напише, ќе видим. Ден денес зборува, он е прв што ми вратил текст во животот, кај да ме види, било на кој прием негде да се не она е тој, викам, поќе да не ме покажуваш. Тоа испеја како лошо да е. 100 пати иста Сто. забелешка. Овој ми врати текст прв и фала ти многу што ми кажа ти нечини. Јас реков, не ти кажав нечини, не одговара на музиката. Имаше тоше стварно куче, окрушево и секој. Оде го чекало, начешма седело, го чекало стварно. Да. Значи, ноќе му отварал вратата вака со нозете во кревет спие, мајка му не знае ништо, да знаеше, не му дозволуваше.
Но животот негов со опишан во текстот со кучето. Како шетале, како скиеле, како... Феноменален текст. Арнава да е пее Балашевиќ. Не личи. Не личи. И што да правиме? Четврток снимање, во понеделник се дешава ова. Јас јавам ке Огнен Неделковски. Викам, Огнен, вака и вака. Ајде, че можеш да ми ја донесеш касетката. Ке ти ја донесам. Има однесу касетата, викам, до четврток снимањето имаш време 3 дена. Он ми се јавува вечерта. Кире, готов е текст. Викам, Огнеш. Еве, молим те, земи пишувај. Значи, само едно зборче е сменето. Значи, правам корекции, кај што не одговара, кај што. Таму немаше ни тоа. Тоа е овој текст што го пее. Во тој албум работев 4-5 кои не се сеќавам сега. Икуна моја, Илузија, Тајно моја, Синот Божи, Синока Босонога. Тоа е тој твој репертуар? Тоа е тој мој репертуар и уште една композиција имам за него напишано, една химна за Кирил и Методи. Кај што пее Тоше со многу учесници, Тамара Тодеска, Адријана Јаневска, да не ги набројам, 5-16 солисти се. Значи, тоа му беше со мене последното снимање, немав поќе соработка, бидејќи не се сложило со неговата менаџерка за многу работи и се одвоивме некако. Тоа што остана, после зема пеа со други мои пеачи и така натаму. За жал така остана. Ќе го продолжиме разговорот. Музичката група Штипјани, микрофонот е ваш. Say me now.
Кире, да се вратиме на професоре на Макфест. Дали си задоволен од организациониот дел, од комисиите, примање, предавање на композиции и така натаму и така натаму? Има ли честен редослед? Јас во моментот на ова прашање многу тешко ќе ти одговорам, бидејќи не знам како е, но јас знам кога беше Троицки. Стојан Троицки. Стојан Троицки. Со Стојан Троицки поинаку беа односите поставени да. работите. Он беше многу прецизен и човек на време. Кој ќе каже до тогаш, толку. Тогаш се свикуваа жири комисии во кои што учествуваа врвни професори по музика, врвни професионалци и на некој начин тие тоа што ќе го избереа, ние како автори му верувавме. Да. Меѓутоа после се сменија времењата, почна да доваѓаат луѓе кои што се помалку значајни во светот на музиката и да кажат на Копров оваа композиција ќе ме одбиеме нечи. Да. Случува такви работи, јас од тоа почнав и да не пишувам. Значи, не сакав поќе доста од конкурси. И си велев после да е конкурс кај што ќе ми изберат луѓе на кои што ја им верувам дека знаат, ќе речам фала многу, нешто сум сгрешил, сте ми кажале нешто позитивно. А да ми каже некој што јас не го почитувам, нема нити една песна тој напишано, а го ставиле по не знам каква линија во жири, а не е композитор, и да одбија песна од некој автор докажан, за мене е то неодговорна работа и она што го прават во изборот е неодговорно. Не квалитет. Да. Тоа е. И после немаме квалитет, а немаме фестивал, види како. Изборот е најважен. Да, точно, да. Како? Кире, и сега малку да се навратиме на фолклорното твое богатство, колку го познаваш и колку го употребуваш во забавниот дел на музиката? Значи, вака, за мене фолклорот е се. Јас сум македонец, мојата музика исклучува се базира на македонската мелоритмика, може би и друга некоја мелоритмика. Но во главно, она што го работам јас во тој простор е софистицирана македонска песна. Значи, таа не е изворна. Од изворното е земено нешто што е препознатливо. Само да речете, ја знам ова песна која е. А што е внатре направено, тоа е тоа што ние го правиме како авторски труд и како видување наше за песната. Да. Тоа е многу тешка една варијанта, дека душата ми излегува, но ако не го погодиш карактерот на песната, тоа си е утнова работа, да нема да звучи. Колку да ја преработуваш? Колку да ја преработуваш, карактерот останува дека таков. Да, останува таков. Моето творештво од таа област потекнува од далечната 71 година. Јас сум еден од првите автори, слободно можам да ви кажам, што работам во македонската џез музика, обработка на македонски фолклор. Јас сум еден од првите автори, заедно со Шпато, со Илија Пеоски. Дадовме еден смер, после покасна почна Лепи Сол, тие ги видоа тие простори. После почнавме со таа музика да се представуваме во Словенија. Македонскиот биг бенд одеше секоја година во Раденци. Таа парада на танцови оркестри. Глазбена парада, тоа беше доживување. И таму таа музика сме ја пласирали. Јас мислам дека во тие 7-18 години, додека одевме, преку 40 македонски песни се обработени. Имам обработено една, таа година се доделуваше една тема на сите радиостаници од бивша Југославија, истата тема да ја работи различен автор. Мене ми падна таа чест, песната се вика Лепети е беле вирие, хрватска песна за Загорие. Да. Тоа беле вирие, некој место, некој простор. Колку е убаво беле вирие. Што се ливади, полина, сиелце некој. Тоа такво е Загорие. И направи за Кирил Ливарски. Како солист, он ја отсвири феноменално, вклучувајќи ја целата техника што он ја познава на тромбон, ставена во таа мелодиска линија со малку изимпровизирани делници.
но Кирил тоа го направи на многу високо ниво, На свој начин. на свој начин, нешто што никој друг не може да го изведи. 3 тона во исти момент да Со слушаш. 3, да, и тоа имаше. Имаше, да. Имаше и тоа. Така да, многу сум задоволен и од неговата соработка, и од неговото изведување на таа композиција. Исто така, мојата македонска свита број 1, 71-та година, ја напишав на тема Стари дедо овце пасел. Во таа тема се опишува Гоце Делчев, војвода, и неговиот живот во тој дел од Пиринска Македонија. Таму песната се третира на поинаков начин. Ова песна е многу жална. Ке земиш да ја слушаш како песна. Стари дедовци паза. Феноменална. Ја не можам ме побудува тој, не можам да ја слушам. Меѓутоа, пред да се напише вака како ја се направи за соло флигелхорна и биг бенд, имав интервју во Словенија баш за таа композиција, каде, што, како, од каде е обработката, каква музика преработува. Завршува со Скопското оро, 11 осмини, и беше за нив фрапантно интересно. И да имав интервјуа за разни куќи, разни телевизиски. И после тоа следеше втората свита, исто така во неја обработувам пак ора, македонски. Исто имавме таков успех и со таа свита. Мене ми е жал многу што на нашите програми македонски радиостаниците ги немаат тие снимки. Да речеме во Штип, во Битола, во Охрид, милион радиостаници. Да си пушти своја музика. Остана во македонска радиотелевизија, никада не се сниме. Сега прво ја што треба да направам, да си ги земам, ако треба и ремейк ја направам негде, да си ги земам и да јас лично носам по радиостаници. Верувам дека они немаат што да пуштат. Да. Слушајќи сега што слушаат децата, тоа е срамота, срам ме фаќаш со македонци. Ова што доаѓа како наплив од Србија. Значи тоа е, вие се занимавате повеќе со фолклорни работи. Тоа што доаѓа од Србија е таква субкултура за која што јас немам видување. Ете, јас студирав 5 години во Србија. Таква музика не постоеше. Кој стасал да пишу? Јас така го третирам тоа. Без никаква вредност. Шунд, што би се Шунд. рекло музички. Шунд. Да. Тој шунд го пренесуваат. Кај нас децата по свадби ми пеат тоа, кај додам тоа слушам. Срамота. Тоа е точно, да. Тоа е точно. По вакви композиции кои што стварно имаме многу. Јас дури имам, не знам ли знаете вие, 10 наслови народна музика напишана. Да. Со многу со Гоце Николовски, многу познати македонски имиња ги пеат. Тие се трнати негде адракта, оди ова. И фолклорот ти е добро страна, значи. Ти привлекува да ствараш. Јас, да ви кажам, значи, голем процент во моето творештво е фолклорот. Голем процент. Тајно моја типично битолска староградска песна. Еве нека ја земат со 2 гитари, по една ракија и салата нека си земат да си смират на улица. Значи тоа е типична песна таква. Ти Да не ви сакаш- зборувам другите песни, да речеме Синовка Босонога, исто така е седморка. Тоа е праќање поздрав до Австралија и поздравот се враќа преку небото. Така е замислено. Но многу жалам што јас таа композиција не ја доработив за тој избор на Евросонг, а на Тоше Проевски му ја сервираја Ангелс и ти. Композиција кај што он воопшто нема да го искористи најбогатото нешто што го имаш. Што го има во себе, да. Гласот. Да, гласот, да. Стакато песна. Да. Ангел си ти, јас пејам за тебе. Нема пење, Нема. но ја можам да го пеам тоа. Цитирање. Цитира. Да. Го избра најлошото. Да. Тоа од тога со неговата менаџерка јас ги раскинав работите. Маестро, се опробали на полето на класиката во затворештето? Да. Се. Да. Браво. И таа страна ја држиш? И таа страна сега повеќе ќе се посветам, бидејќи повеќе и време имам, но до сега имам неколку комади да ги наречам. Напишано. Имам една за обоја и клавир. Стари ова Рум Дум Дум, темата од Рум Дум Дум, песната. Да. Имам исто така Рум Дум Дум обработено за еден евровински фестивал во Скопје, кога Next Time победи
со еден глас, и кога на Кајопи на Наум Петровски нашите најдобри пејачи, цалата уа им викаше. Таа песна може да ја најдете да ја чуете. Да. Ви тврдам, таа песна ако одеше во Русија, тогаш ние многу високо ќе се пласира. Тоа е направена со сите фолклорни салтанати ние што може да ги имаме, додадена таква. Мене ми се јави продуцентот на Тоше Проецки, ние ја миксавме во Лондон, таа композиција. И ми рече, што е тоа што мене ме тера нонстоп да ја слушам? Арно мене, ама и син ми, вика. Му велел, тато, дај уште еднаш пушти. Кој е ова небеско, вика, што доаѓа од небото, не знаеме. Кој се е тапан, има 4 снимени. Да. Не знаеш што е тапано, тапано овде те удара. Таа е нешто што плени. Таа композиција ја одбија и после разбав како било што бил со Јован Јованов и компанија, ја ставиле ова композиција да оди со Next Time, што се смееле во Москва. Кој се овие да свират рок како во пеат ове рок? Кога таму Шведска, Данска, најголемите рокерски држави Англија. Ние роки им продаваме. Не ни е местото таму. Да. Рундум беше обработена со да знам од кај да мез. Кој да ја пушеше таму ќе рече од кај доаѓате, од Македонија. А ова е таа музика. Точно да. Па кој е нашиот лик треба да имаш да се представи таму. Мајстор, разговараме за музика, следува уште една песна од будучата група Штепјани. Се
Маестро, колку се користи она изворното старото македонско народно или забавно пење и колку вие на тоа внимавате кога ги стварате новите композиции? Вака сега има два дела прашањето зборуваме за старата македонска песна изворна или за старата македонска песна популарна. Староградска. Да, за староградска. Староградската песна, за жал, многу малку е разработувана. Да. Заради тоа што не се чепке за староградската песна. Таа е викат планина, која чепниш вака, ќе ти си струи на глава. Треба да сериозно мора да пристапиш треба тој дел. Треба да си ти тој на кој што на планината ќе посадиш борова шума. И децата ќе уживат. Ако направиш како сега што прават, баклава, не знам колку групи да не ги набројам. Една субкултурна варијанта, која што не би можел да кажам дека е шун, бидејќи сепак пеат изворни народи, но шо ги прати? Пеат изворна песна од егејскиот дел на Македонија, битолско. Ја пратат со труби. Таму труба не постои. Има ли некој доди да му каже на таа што пее или на тие кои ги прави тие групи таму? Таму се свири гарнета. Тој е кларинет, Да. кој што свири по првата октава, најниско. Кога ќе чуеш така да ти свири, ти знаеш дека тој што е од Грција македонец. Ја одма ги познам. И имам таков случај, можам да ви го раскажам. Бев на еден манастир, свири еден човек, партали облечен, со едно капче, свири само маниња. Овие другите нешто свират, он дојде ли мане и почнува од најнискиот тон. Мането не може да ослушаш, вака плачеш. Со клизанда, со форшлаци, со трилери, со не знам какви украси и со тој тон што го дава нискиот дел на кларинетот. Тој е посебен тон. И тој пополека по скалите се качува до C3, највисоко. А тоа не е малку височко. И отон пак се зимно. Значи тој пополека го разградува солото до таму да ти вака седиш 3 минути и не можеш воздух да земиш. Отидов, му викам, од кај си да те частаме на пијачка. Тој ми вели, ти телис, што сакаш? Сакам да те почастам. Многу добро свириш кларинет. И избега човек. Пак едно време, пак одам, му викам, купив едни уза мали вака шишенца и да му пикнам во джепот вака. Не ќе да земе. А знам дека ме разбира. Заврши тоа свирењето, седна на едно зидче таму, го гледам свиромах човек. Одов му викам, слушай, знам дека си македонец, мене не може да мислиш. Јас сум музичар, јас ти ја осеќам музиката преку душата твоја, ти што си гркова не може да го отсвири. Теорија нема. Да. Ти од кај си ми вели? Ја од Битола му велам. Манастири? Не бе манастири. Од Битола сум. Ти од кај си? Од Леринско. Од кое место? Абе, не е важно са, од Леринско сум. Знам дека си реков македонец. Како ме познава, вели? Е, по гарнетата му викам те познава. Тоа е тоа што таму стаиле труби сега. Свира таква музика, ја свири труба. Значи, тоа е тотално изфрлање на таа музичка мисла таму. Трубата се свири во други простори на Македонија, не се свири таму. Измешани се фолклорните настапи на многу пејачи. И она што најмногу ме секира сега, ново создавањето на песната. Вие не знаете сега какви нови песни се создаваат. До пред 5-6 години се создаваа пак македонски. Но сега тоа е катастрофа. И што ќе биде понатаму, не знам. Бидејќи во големите музички куќи се нема уредништва. Ние порано велевме, ова композиција оди, ова не оди на програмата. Никој не се бунеше. Не оди.
Сега се оди. Разговарате ли на таа тема во Друштво на композиторите? До каде се движат тие состојби? Како може да се отстранат тие фалинки во развојот на забавната и на сите други делови? Во Сдружение на композиторите на Македонија многу малку на тие теми се разговара, бидејќи и тие си имат болки за своите композитори, Да. кои што пишуваат така наречена сериозна музика, кој божем другата не е сериозна. И она што често вака на состаноци, што си го разговараме како сега ние што правиме муабет, кој има како сознание, професорите, композиторите знаат што се случува. Но која е нивната моќ да спречат? Нема моќ. Тие си го прават, ако не ќе мората да им го сними, ќе го снима вносител. И тоа што ќе го снима, тој субстракт ќе го донесе ке децата на твој дома. И значи не постои здружение како порано што беше. Ова композиција оди, ова не оди. Свикуваме вечер состанок, дај да преслушаме ова фрлете. Критериум. строг. Критериум. Да. Па имаше композиции многу на познати сега автори и пејачи што му ги дваќаја. Дека не може тоа да оди да се изимитира на македонската телевизија, можете да се го пеете по свадби, ама тука не може. Како материјал за запис, да речеме, за снимка. Снимката после 10 години, 15 некој ќе ја слуша. Што ќе рече? Така да борбата ќе биде многу тешка, а мора да дојде борбата. Вака не може да оди. Еве јас сега на Маквес. Патот е трановитно, мора да се Сега работи на Маквес таа тема. видов за што се работи. Да. Додека не дојдеш тука, да гледаш на телевизија, лани него ни гледа, немав интерес да го гледам, зашто музичка структура не доаѓаше до моите сознани. Да. Значи, доаѓа, си викам ова. Никаков интерес хармонски, никаква мелодија, про теми, никакви аранжмани, да не ви зборам, катастрофа. Сега гледам малку личи. Да. Веќе од ова година може Маквес на некој да си ја врати Старата слава. Старата слава. Да. Оти старата слава без добра музика нема. Без добри текстови нема, без добри изведувачи нема, без добри аранжмани па ич нема. Тоа е точно. Да. Аранжманот е највистинскиот сегмент кај што треба да се почува песната. Да. Да се постави. Тема, подлога на самата Подлога. песна. Да, да. Куќа ќе падне иначе. Да. Прави ти куќа како сакаш, како нема тема ќе падне. Тоа е точно, да. И повторно дојдовме до музичка номера со групата Штипјани. Davida Pakalo
Маестро, твојот животна сопатничка е професор по клавир, така ли? Да. Твоите музички квалитети и неизините, дали ги пренесовте на вашето потесно семејство? Мака дома ние сме сите музичари. Да. Сега ќе ви кажам, мојата сопруга Кармен Костова е професор по пијано, работеше во средното музичко училиште во Битола, после во Скопје. Мојата постара ќерка е Ана Костова, сега Костадиновска, главен вокал на Тоше Проецки на сите концерти кај што пееше од цел свет. Да. Еве се и на Макфест тука пее. А помалата ќерка е Нина Костова, Јаневска, доктор по пијано, сега докторираше пред неколку месеци. Еден од подобрите студенти на професорот Борис Романов. Уче се заедно со Симон Трпчевски, иста генерација се, и исто концертира. Да. Она го има посветено целиот свет, ние не кажуваме тоа, не ни е некоја сатисфакција која ти кажам дека свирала во Лондон, Париз. Она е прв македонски уметник со бугарската филхармонија што свира. Целовечерен концерт, пазите. Свирала на Охридско лето, свирала во Рим, во Париз, во Минхен, во Турција, не знам да ви кажам и кај свирал. Значи дома разговарате само за музика? Да, дома првенствено, не, се случува да се разговараме и на разни теми, но музиката е нешто што... Прима виста. Да речеме нешто свири, и ако му скренам внимание, на ќерка ми ќе рече, добро да прашам професорот. Добро е ово. Да. Например, Шуберт, Шуман во нашата држава многу малку се свири. Да. Тие се извонредни композитори. Тоа јас ми кажам. Слушајќи ја мојата ќерка, што напишале тие луѓе? Тоа е не знам какво богатство. На таа тема разговарам. Пази овде овака го цели, овде глас не ти се слуша. Да. Онова тонот не ти е добар. Такви работи си збораме, но си збораме и други работи. Да. Она што кај нас е врзано со музика, тоа е точно. Се е врзано со музика. Точно. Да. Нашто за убавиот разговор секојаш поминува времето многу побрже. Благодарам што бевте во нашата емисија и да не доведете почеште во Штип. Благодарам и на вас што ме поканивте. Ви посакувам убави емисии и здравје пред се. Пред се, да. Па да се видиме и за други работи. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за оваа музичка емисија. За 7 дена ќе биде повторно.